Дождот не ги попречи виничани достојно со сите почести да одадат почит пред спомен бистата на капетан Кирчо Димитриов во кругот на Собраниската зграда. На 19 годишнината од смртта на македонските бранители во војната 2001 година, панихида пред споменикот на Димитриов одржаа свештените лица од храмот Свети Архангел Михаил, а ученици од основното училиште Гоце Делчев рецитираа стихови во придружба на хорот под менторство на наставникот Игор Харалампиев. За животот и делото на капетан Кирчо зборуваше Гоце Георгиев, председател на Организацијата на резервни офицери, кој воедно повика да се оддаде едноминутно молчење на сите 78 македонски бранители кои загинаа во војната во 2001 година. Пред присутните се обрати граначалникот Ивица Димитров, кој рече дека капетан Кирчо Димитриов заедно со останатите припадници на безбедносните сили ги зачнаа почетоците од пишувањето на новата македонска историја, која се уште се пишува, но се надева дека веќе со нашиот влез во НАТО алијансата ќе бидеме држава чии интегритет и меѓународен суверенитет се загарантирани. Лично граначалникот е голем оптимист дека конечно и иднината на оваа држава се движи во една прогресивна насока. Како општина имаат должност и обврска да не ја потурнуваат историјата настрана. Напротив, сите тие настани од минатото континуирано да ги подражуваат и да го потенцираат нивниот удел во придобивките кои ги стекнуваат новите генерации. Ние како општина Виница уште еднаш им одаваме почит на загинатите за нивната храброст, несебичност и прожутруваност. Тој кобен 4 март македонските безбедносни сили загубија уште двајца припадници. 25-годишниот Дејан Јакимовски од Куманово, кој беше заедно со капетан Кирчо Димитриов, и Теодор Стојановски, 24 години, кој загина од снајперски оган. Пред спомен бистата на капетан Кирчо Димитриов, свежо цвеќе положија представници од сите институции, како и од армијата и фамилијата Димитриови.